Ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и верувам дека и понатаму ќе останете со нас да го проследите разговорот кој што следува во продолжение. Ово утро моето прво утринско кафе го пијам со господинот Владо Станоевски, кој што всушност своето хоби да биде играорец го претвора во професија. Целиот свој живот го посветува всушност на фолклорот, а ние секогаш во Здраво Македонија сакаме да ви ги пренесеме особено овие приказни. Господине Владо, добро утро и ви благодарам на прифатена покана. Добро утро и ви благодарам за посетата и драго ми е што еве ќе бидам ваша гостина во ова ваша убава емисија. Да, некако кратко ни е времето за да го спакуваме во неколку минути се она кое што сте правеле во вашиот живот, вашиот работен век го посветувате на фолклорот, особено сте дел најмногу години во танец. Па кажете ми сега вака од пензионерските денови, од пензионерска гледна точка, како гледате на вашата кариера? Па сега навистина многу порелаксирано за разлика од тој период кога бев активен, затоа што не бев активен само како професионален играорец, него бев активен и со работа со аматери, со истражување за кореографија и така натака. Навистина беше динамично. Често пати мојата сопруга знае да каже: ти не знаеш твоите деца како растева, вика дома не се вртеше, те по турнеи, те вамо, те таму и така натака. Правиме шали на нашите на нашиот тековен живот што беше и така, за да бидеме малце порелаксирани, што ви се рекол, затоа што навистина обврските беа големи како играорец, поготово како дел од ансамбл танец. Да, споменав и во самата најава дека вашето хоби да бидете играорец го претворате во професија. Дали кога бевте млад очекувавте дека целиот свој живот ќе го посветите на оваа професија, на фолклорот? Да, тоа е многу интересен момент. Јас кога разбрав како дете кога започнав, а започнав сосема случајно, можеби тоа е една убава приказна да ви ја кажам како јас сосема случајно влегов во фолклорот, ама од кога осознав дека постои и професионален ансамбл во нашата држава, јас си дадов за задача дека јас мора да станам дел од тој професионален ансамбл, така да од ученик прво се спремав и подготвував или печев, надградував како играорец во аматеризмот, во културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Така да, кога успеав да совладам еден огромен број на народни игри, се осмелив да се обидам во ансамблот и на моје лично задоволство на само 18 години бев примен како дел од тој колектив и го истерав целиот мој работен век како професионален играорец. Да, и верувам и оправдавте довербата која што сте добиле на 18 години. Кога зборуваме за играорците, секогаш велиме па тие го шетаат целиот свет. Каде сте биле или можеби треба да ве прашам каде не сте биле? Така, мислам баш тука сте во право, затоа што верувате ми, некогаш ми е многу полесно да набројам каде не сум бил, отколку каде све сум бил. Еве да кажеме само сите континенти освен Јужна Америка не сум бил. Мислам, како континент. Иначе, за Европа да не збориме. За главни градови, мислам, ни светот, сегдека, Азија, Европа, Америка, Северна и така натака. Така да, навистина, самата професија пружа огромни задоволства од тој аспект на работа. Меѓутоа, за да се дојде до тоа, треба многу работа и труд. Многу работа, затоа што еден работен ден во ансамблот трае 4 часа играње секој ден. И тоа е напорно. Ние вака една падишка на свадба ќе изиграме, па ќе речеме: "Ох, доволно. Не можам повеќе." А 4 часа треба навистина да се, и не само што треба да се срамотат тие 4 часа, него треба во еден континуитет да се одржува таа кондиција, за да можеш да ги издржиш оние 90 или 120 минути за концертна активност. И не е само тоа проблем. Нашите концерти некојаш почнуваат од 9-10 саат. Сиот биоритам, сиот живот, ти треба да го подредиш кон еден таков живот, за да твојот организам биде спремен и способен да ги издржи тие напори во 21 часот навечер. Не разбирате? Така да, ова е сега на по-лошата страна од работата, поведрата е она што кажав, дека континентите, градовите и така натака државите навистина се многу. Европа цела е, да кажеме. Така да, Азија, Казахстан, Узбекистан, Ташкент, Алмата, како вамо на истокот, Јапан,
Јапан 40-дневна турнеја, нешто неверојатно и така мислам. Кажете ми каде во светот најмногу се ужива во македонскиот фолклор? Кој најмногу е сака нашата традиција? Сегде. Значи, нема држава каде што сме биле, а да не се фасцинирани од она што го гледаат на сцена. Задоволството е неверојатно. Чувството на посесијата на напор, нели, што кога завршува концертот или некоја кореографија, кога ќе ја видите задоволна публика, кога одите да се поклоните, нели, да им се кога ќе ја видите публиката озарена, задоволна, насмејана, бара уште. Чувството е непроценливо, да. Како што споменав, некако времето ни е кратко, но еве на самиот крај ќе ве прашам колку од танец денеска ви се јавуваат, ви се обраќаат за совети и препораки, еве да видите некоја нивна кореографија, да кажете вие што мислите. Па не, ансамблот си има ме бихат само поодредени прилики за совети и така натака, тоа се оди од генерација на генерација, како што јас сум наследувал од мој претходни раководители, искуства и така натака. Велам, и јас сум бил и раководител, и директор, и играорец, и све во ансамбл, така да генерациите се ги презимаат сите тие знаења и се функционираат. Единствено што не почестуваат, да кажеме, кога прават годишни концерти, јубилејни концерти, ете така, тука е нашето дружење тогаш, кога во ансамбл. И верувате, не е лесно да седиш во публика да го гледаш ансамбл, а кога знаеш дека си бил дел од тој колектив и кога ги гледаш тие кореографии, срцето и возбудата е многу подруго. А токму тоа сакав да прашам какви емоции ви навираат и колку ви недостасува. Ете, токму тоа беше тоа, емоциите се навистина огромни и верувајте ми, мислам дека јас за разлика од некој обичен гледач, сега обичен, никој не е обичен, секој дошол од љубов кон фолклорот да го гледа ансамблот. Меѓутоа, моите чувства мислам дека се многу поголеми и емоциите што ги доживувам или преживувам кога кореографијата гледам, јас сум бил некогаш дел од таја, таму сум играл, ваму сум играл, така да мислам, не е лесно и тоа. Да, посебно емотивно сте врзани, особено затоа што сте биле дел од тоа друштво. Тука никаде ќе се заблагодарам за овој разговор и ви ветувам гостување во нашата утинска, бидејќи навистина имате богата и плодна кариера која што заслужува многу повеќе внимание. Ви благодарам на посетата и со задоволство би дошло да се поразговараме уште. Зашто да не?